ден, почитувани гледачи, денес се наоѓаме на каналот Нов Асном, каде што со нашиот драг и ценет професор доктор Зоран Крстевски ќе зборуваме за неговата книга која што е 12-та поред Астролошки записи. Од нејзи издвоив неколку интересни теми кои што се надевам ќе ги заинтересира гледачите. Меѓутоа исто така да напоменам, ако може да стиснете лайк, сабскрајб и коментари под видеото. Добар ден, професоре. Добар ден. Самата книга на самиот почеток наведувате дека на астрологијата треба да ја веруваме, но не треба да ја робуваме. Дали тоа значи дека треба да се верува, но не да се обседнуваме да навлагаме фанатично во таа област? Така е. Значи, што би било ако што се вика, со една фанатичност навлеземе и очекуваме дека звездите ќе ни го решат животот и на тој начин им се подредиме на звездите наместо да бидеме ние креаторите на судбината. И всушност не треба да ја робуваме, но треба да ја консултираме. Бидејќи звездите укажуваат, не условуваат. И од човекот зависи кој животен пат ќе го опфати, како ќе се однесе кон она што му го наметнале звездите. Така што астрологијата не е фаталистичка област или дисциплина, не би рекол наука, бидејќи и не мора да биде наука, така како што е поставена науката, каде што символистичките области не ги третира на соодветен начин. Но, всушност, астрологијата има во себе си една голема традиција, голема вредност. Таа се провлекувала, што се вели, со милениуми, и доколку не би имало вистинитост, не би обстојувала. А ова ново време сега, со ерата на водолија, на технологизација, на сателитизација, еве гледате информатичката технологија, колку се само ја подпомага астрологијата, па и со квантната физика се доаѓа до многу нови сознанија, кои понатака уште повеќе ќе воспостават науката на една, односно астрологијата како научна област на повисоко ниво. Професоре, исто така може да напоменеме дека големите цивилизации, како египетската, па и кинеската, кои што изобилуваат со голем број на мудреци, филозофија, култура, исто така таму се наоѓаат и зачетоците на астрологијата. Дали можете нешто да кажете за египетската астрологија, кинескиот хороскоп, па и нивните голем број на мудреци и филозофи? Па таму има по различно толкување, например, секако дека астрологијата произлегува од истокот. Уште старите халдејци се занимавале со нејзе. Тие ја донели новија простори, така што и дефинитивно и во Египет била застапена, и во Кина, и джингот не е астрологија, но е една вештина за предвидување. Старите народи се интересирале што тоа звездите носат, какви се тие планетарни влијанија, и затоа има обсерватории, како што и Кокино е една од најзначајните обсерватории во светот, и тоа укажува дека навистина древните народи биле во сооднос со природата. Значи, звездите, планетите се дел од природата и ете некои светлосни зрачења, магнетизми кои влијаат врз човековиот дух, врз човековата судбина. Затоа се укажува дека треба ние да бидеме, што се вели, еден вид на астрално тело, со едно внатрешно духовно битие, кое е во корелација со она што е надвор од нас. Како, нели, планети, звезди, како астрални аспекти и така натака. Затоа што и ние сме дел од астралното. Во нас го има сето тоа и на некој ниво на магнетизам ги чувствуваме, ги привлекуваме нештата кои што се горе на небото. Затоа се вели, како што е горе на небото, така е доле на земјата. Во овој случај египетската астрологија има малку по-различно толкување во однос на зодијачки знаци. Например, кај нив рибата е означена како нилски конј. Лавот е означен како сокол. Значи, гледате, имаат зодијачки знак Уче, например. Има и астечка астрологија. Таму, например, јагуарот е многу почитуван. Таму толкувањето е преку деновите. Кој ден сте родени, и таков зодијачки знак добивате. Кај кинезите исто така имаме зодијачки знаци малку поразлични. Например, годината на огнениот конј. Таа е една специфична година која се јавува секој 60 години и тие што се родиле во таква година обично се смета дека имаат повеќе проблеми и тешкоти во животот. И во Кина дури се случувало во текот на таа година да има рекорден број на абортуси. Луѓето не сакале нивните деца да се раѓаат во годината на огнениот конј. Затоа па годината на златниот змеј, тој се сметало за најзначајна, најстрекна, најпросперитетна. И тоа исто си давало некоја функционалност. Значи, ако кај астеците е преку деновите, кај кинезите е преку годините. Значи, секоја година се носи одреден зодијачки знак. И они некаде таму, дали крајот на јануари или почеток на февруари, се ја слава таа прекол соларна година, нова година и зависно од знакот.
Некој може да е змија, некој мачка, например, некој стаорец, некој бик може да биде. Ете, тој змејот е многу почитуван, многу респектиран и така натака. Во секој случај, гледате, сите тие народи си ги толкувале нештата на свој начин. Ние се занимаваме со западната астрологија, иако има и индиска астрологија. И таа си има своји символизми, повеќе е насочена кон предвидувањето. Значи, таа дава насока како што треба да очекуваме во животот и често ја користеа за, например, брачни парови кога да влезат во брак или колку се компатибилни, дали се одговараат. Неретко ја консултираат за здравствени проблематики. Но ево оваа западна астрологија за која јас пишав во таа книга Астролошки записи, таа е навистина малку подлабока, потемелна и понаучна. Си има своји специфики, своји вредности и тие се надевам во текот на емисијата ќе ги анализираме. Професоре, исто така во книгата се осврнувате и на големите пророштва на Нострадамус. Едно од прашањата кое што би сакал да го поставам е тоа дали Нострадамус ја објаснувате во книгата за доаѓањето на Третата светска војна или пак можеби веќе се наоѓаме во Третата светска војна и длабоко сме навлезени во нејза. Што би кажал Нострадамус значи? Па добро, не е дојдена, ама Нострадамус предвидел дека може да се случи некоја катастрофа од глобални размери. Тој предвидел и за Хитлер и за Втора светска војна. Дава многу анализи за некои настани. Јас таму пишувам за 11 септември 2001 година, нападот врз кулите близначки во Њујорк и се тоа што следеше. Така што има асоцијации, таму се јасно објаснати работите, да видите фасцинантноста на бројот 11, како се превлекува, како е врзано и со патници во авионите, и со губитоци, и со некои други логички аспекти. Така што Нострадамус бил астролог. Он работел центури или катрени, во кои пишувал се она што како визионерство, како еден вид на проникнување му придоаѓало. И често тука ја користел водата. Значи, таму било како медиум. Како што, например, пророчицата Питија во античкиот период парејата ја користела. Или джвакала, некоја посебна трепка. И таа и давала пророчка способност. Но и кај пророчицата Питија, горе таму во храмот, Аполоновиот храм, пишувало гноти се ватон. Значи, спознај се сами од себе си. Значи, спознај се себе си, за да тоа кој ќе ти го кажам, да знаеш како да го потребиш. Значи, гледате, кај пророчицата Питија немало строга судбина. Туку имало, ако правиш така и така, ќе ти се случи вака и вака. Истото е исто Јуџинг. Јуџинг се фрлаат 6 парички. 5 глава. И се пишуваат хексаграми. И на основа на тие кои што ќе ги добиеш, например, 2 глави, една линија. Зависно колку линии, какви линии, имаш текст. И ти тој текст го читаш. На основа на прашањето кој си го поставил на Јуџинг. Поставуваш прашање дали ќе ми се отвори, да речеме, да инвестирам у бизнесот, да имам успех. И се Јуџинг ти дава одговор. Не ти дава чист одговор, јасен одговор, туку ти дава наместување, асоциација. Видите, по тој вид на магнетизам или на некој вид на трансперсонална основа се пренесува некоја информација. Значи, од нашата подсвест се читаат можеби информациите или се присутне во нас самите вистината. Ние имаме способност да проникнеме во иднината. Иако немаме, да речеме, 100%, и баба Вања проникнувала до 80%. Незе јас исследувал доктор Лозанов. И тој, запишувал, па и снимал, бил пратен од тајните служби за да види колку е тука вистинитост во на цело јасновидство. И се запрепастил како баба Вања голем дел на незините пророштва се обистиниле, она што го кажала, на некои луѓе им се случило, ама не 100%. Што некаде зависи и од поединецот, како реагира, колку се освестува, а некаде може и од Бог. Еве во таа книга односно во Патот на кармата, таму ја анализирав кармата, нели кармата треба да биде една железна нужна судбина. Но пред кармата е дармата. Дармата вие животната раскрсница. Може би судбината не става пред животна раскрсница. И ние тогаш бираме кој пат ќе го определиме. Од нас зависи. Тоа Платон го кажувал како ја поседуваме жребната коцка. Ние сме тие кои што ја фрламе коцката. Од нас зависи како ќе фрлиме коцката. Од нас зависи во дармата кој пат ќе го избереме. Откога ќе направиме постапка, ќе фрлиме коцката или ќе го избереме патот, таква ќе биде судбината.
Затоа она се кажува Гал Јулија Цезар кога кажал коцката е фрлена. Значи веќе нема назад, судбината е таја. Мораме да прифатиме да отидеме у борбата. Значи асоцирајќи дека во некои ситуации од човекот зависи. Затоа и Нострадамус истото делумно тоа го кажува. Дека може да бидат такви настани, ама сепак ако се подигне нивото на свеста, може нешто да се неутрализира. Затоа кај баба Вања биле до 80% погодувањата. Затоа што некаде можеби нешто се помешало. Затоа Штрит Чинмој, за кого пишувам во книгата Патот на кармата, и он имал брат астролог. И он бил запознаен со тоа што брат му го работи. Ама кажал, над звездите и над поединецот е Бог. Па Бог може некоја тешка судбина, трагична судбина, лош аспект да го неутрализира и да не се обистени. Или ние со молитвата, или ние со духовната подигнатост. И од таа гледна точка е тоа е познато во хиндуизмот, не само таму. Колку човекот е духовно подигнат, колку има повисоко знаење, повисока мудрост, толку послабо му влијаат звездите. Така што да, Нострадамус кажал дека има опасност од Трета светска војна. Ете таму дадено е во книгава. Сите детали се објаснети по суштински. Ама тоа не значи дека мора така да биде. Дека и од нас зависи некаде во нешто, но тоа се вика колективната свест. Јунг што го анализирал, еве и за Јунг да кажам, Карл Густав Јунг, тој се занимавал и со астрологија. Он ја користил во неговата, би рекол, психотерапевска практика. Значи, он асоцирал дека астрологијата треба да се земе сериозно. Тоа не е суеверие. Па и Ајнштајн има тоа кажано, Исак Њутон на времето се занимавал. Дури Халеј му има кажано, колега, зашто вие толку многу се занимавате со астрологијата, што најдовте во тоа? Исак Њутон му одговорил, извинете колега, ама јас таа дисциплина, област сум ја проучувал, вие не. И не можете да ми кажете. Така што гледате како астрологијата своевремено била проучувана од најголемите умови. И Коперник со незе, Кеплер заработувал, имал проблеми со финансии, бил астроном, ама бил и астролог. Работел на дворовите. Така што незината суштина постои, иако е овде дискутабилно, ова што ме прашавте, колкава е моќта на судбината, апропо слободата на волјата. Затоа на почеток што го кажавме, зависи од нивото на свеста на поединецот. Колку е подуховно подигнат, толку е послаба судбината. Колку е што се вели, подложен на егото, на нагонот, на надворешните фактори, колку повеќе воден од нешто друго, толку посилна ќе му биде судбината. Не може да неутрализира, на крај ќе го снајде. И тоа е фактички кармата. Кармата е последица. На основа на причина. Создаваш причини, не се активен во животот, не внимаваш на сам себе, го запоставува здравјето, премногу си ориентиран кон егото, клучните се материјалните вредности, на крај доаѓа последицата. Низ призма на кармата, мораш да го вкусиш. Иако сите ние се раѓаме, тоа се кажува и за астрологијата, не се раѓаме со бел лист хартија. Тоа на Џон Лок што го кажувал, табула раса, не проаѓа. Пред него знаеме ние, вие сте филозоф, еве сега и магистрант по филозофија, односно по економија ќе бидете. Значи, сушност, Рене Декарт нели кажуваше дека луѓето се раѓаат со вродени идеи, на некој начин, значи носат нешто во себе си. Џон Лок вели, ние се раѓаме со бел лист карта да пишуваме. Не, астрологијата кажува дека ние се раѓаме со некои предиспозиции наследени од минатото. И тука и нивото на свеста дури може да биде наследно, затоа се вика трансгенерацијска траума. Може некоја траума нерасчистена, неослободена, ги фаќа потомците. Се провлекува. Кај некого се активира. Утврдено некој имал страп од мач, кога одел во музеј, се вознемирувал. Од каде мачот? Па после со хипнотичка регресија се утврдило имало причина. Производ на нешто од претходен живот, на некој запис. Така и астрологијата, таа натална карта што добиваме след на нештата кои во претходниот живот сме ги правеле. Затоа што астрологијата верува во бесмртност на душата, во прелост на нештата. И затоа постои еден месечен јазол, и тоа е многу битно кај паѓа, едниот е северен, другиот е јужен. Едниот е кармичка точка, и тој покажува во кое поле имаме да отплаќаме, а другиот е каде ни е предноста, каде ни е излезот, каде ни е опцијата. Така што дефинитивно дека треба да се анализираат тие астролошки точки, бидејќи се битни за градење на судбината. Но, покрај градењето на судбината, она што Јунг го кажувал, многу е битно да го градиме нашето биополе. Значи, ние да се градиме животното поле, нашата личност, нашата свесност, нашата подигнатост, за да утре какви да се аспектите да успееш да неутрализираш. Или да се надеваш дека Бог ќе те спаси.
Или да прифатиш дека судбината така сакала, дека морало да биде. И во тој поглед затоа и тие анализи што ги правив за Нострадамус, знаете вие дека пишував и за Македонија. Така. Нострадамус за своите катрини ја спомнува Македонија. Спомнува само една година, тоа е 1999 година. И тогаш имаше планетарен крст и за тоа пишувам во книгата Астролошки записи. Тој планетарен крст е фактички објаснет во Евангелието според Матеја. Во кај Јован Богослов на крајот апокалипситичните согледувања ги има зодијашките знаци и тоа е наведено во книгата. Од орелот до бикот, до лавот и до човечката глава, тоа е водолијата. Тие сите ги има во свингата. Свингата е така создадена. Значи, главата е човечка, едниот дел е од бикот, едниот дел од лавот и крилјата се од шкорпијата. Зашто од крилјата? Затоа што шкорпијата има 3 вида. Една е змија, друга е гуштер, трета е орел. Таа што е змија е отровна, конфликтна, има проблем со себе, го насочува отровот кон другите. Таа што е гуштер, отровот го насочува кон себе си. Создава немири, преоптоварена со многу работи. Не живее мирно, опуштено. Другите се наметнуваат. Шкорпија гуштер. И шкорпија орел, која духовно се еволуира, се подига, кој има голем капацитет, голема способност за регенерација, трансформација. Че гледате, и во астрологијата не е само доволно ние сме тој зодијачки знак. Прво, под кој тип му припаѓаме, второ, на кој ниво на себе развој се наоѓаме, трето, дали сме од повисок, понизок карактерен тип или среден. Така што тука се и декадите и тие се многу битни во астрологијата. Еве на пример некој е роден во Вага, но многу е битно дали е во прва, втора или трета декада. Вагата од првата декада се тие првите 10 степени. На пример, од 24 септември, па таму 10 дена, па втората декада е другата и третата е онаја што е при крајот. Е сега тоа што укажува? Дека ова е Вага, но првата декада е под Венера. Значи има венерена карактеристика. Втората декада е под Уран. Тоа веќе поинаков тип на Вага дава. Третата декада е под Меркур или близнешката енергија. И автоматски гледате, тоа го додаваме. Потоа, знаете ли вие дека подзнакот е исто така многу битен? Подзнакот е битен и на кој степен е. Но, еве, на пример, вие сте, да речеме, подзнак рак. Кој сте? Овен. Еве овен. Овен подзнак, 15 степен. 15,05. Знаете вашиот подзнак с каква примеса добива? Од Вага. Зашто? Така. Главнината на подзнакот Овен од 0 до 2,5 е чистиот Овен. Од 2,5 до 5 степен е од Бик. Од 5 степен до 7,5 е на Близнаци. Од 7,5 до 10 степен е на Рак. И значи гледате од веќе го добиете карактеристики. Значи не е астрологијата она што го читаат повесници. Туку нешто многу по-софистицирано. Така, само би додал исто така дека Јунг во својата аналитичка психологија нели многу консултирал и Ичинг, и Тарот, да. и астрологија, толкување на соништи и така натаму. И тоа е многу битно дека разбудените души, тие лами на Тибет или големи буди, кај нив начин не влијае астрологијата, не. Па тие се смирени, Јордан. Тие живеат на опуштен начин, комплементарен со себе си. Не може звездите толку да ги дофатат. Фактички гледате, звездите влијаат на нашите енергетски центри. Така. И сега ние имаме барем 7, а може и 8. Првите 3 се оние со пониската вибрација. Тука е половата чакра, па некој е ориентиран кон генитална љубов, па само ниски страсти, па таа го владее, па не може да одолее. Некој е на храната, оптеретен дали со пијалокот, дали со храната, дали тоа му е животот, дали премногу ориентиран кон тие наслади на телото. Некој е на ниво на егото или на материјалното, па целиот негов живот е свртен кон тоа. Гледате се, планетарното влијание такво како што е, него му се рефлектира на ова ниво. Го врзува со телесно-материјалните основи. И тогаш на него и може да му влијат звездите. Некојаш кој ќе даде лош аспект го напаѓаат на некој тоа поле. Ќе изгуби пари, ќе има разочарување во љубовта, ќе му се случи нешто, ќе има проблем со себе си и ред аспекти. Но овие што се подигнале малку повисоко. Сега замислете оваа сончевата чакра, соларната чакра. Таа е врзана со знакот лав. Замислете човекот со соларна чакра. Зрачи позитивно, опуштен е, доаѓа планетарно лошо влијание, има оптимизам, се бори да го надмине, не дозволува да го потисне, има во себе си капацитет, знае да се справи. Замислете ова и со грлатата чакра.
веќе на повисоко ниво. Таа може да биде врзана со близнаците кои што се врзани со говорот или со девицата, на пример, или со овенот. Значи, како зборува, како се себе доживува, како себе се мотивира, какви креативни дела. И сега доаѓаат повторно планетарни аспекти кои не се совршени. Но човекот има методи, има техника, има способност како да се справи. Читал, има знаење, разговара, проникнува во нештата, знае да си ги објасни, не му владеат тогаш звездите оноку колку што треба. Е сега замислете ако е третото око развиено. А третото око може кај рибите, кај водолиите. Докажано е не најспиритуалните, туку оние со најголеми интуитивни видовити способности се рибите. Они добиваат преку сонот, значи може да проникнат, водата многу им влие, може да им разбуди нешто. Водолијата, таа е природно инклинирана кон иднината. Водолијата што ќе ти каже некои работи може ќе бидат за 20-30 години или може за неколку месеци. Значи има способност да проникне, она е под влијание на Уран. Уран е планета на трансформација, на регенерација, на новитет, на јасновидство, на технологија на иднина. Јарецот и Сатурн се на минатото, на старото, а Уран и Водолијата се на новото. И Скорпијата. Скорпијата знае да предвиди лоши работи. Смрт, некому нешто ќе му се случи трагично, за сама себе, за опасност. Значи, она е многу талентирана, надарена. Сега и лавот и ракот имаат понекога способности. Имаат блесоци. Но и ова се вежба со отворени чакри, со отворени енергетски полиња. И третото око кога ви е развиено, вие од старт ќе предвидите некоја опасност. Нешто ќе ви се случи во телото. Нема да отидете, како некој што му се случило, да требало да лета со авион, на крај се случило авионска несреќа. А он не летал, нешто го спречило, нешто имал познемиреност дома, нешто му се случувало и рекол нема да одам сега, нека пропадне картата, нема да отидам. И се случила трагедијата. Значи тоа е јасновидство, би рекол прекогниција. Некогаш во собраќајот некој го чувствува. Некогаш некоја личност треба да сретнеме па се вознемириме. Еве као занимливост, Марија Антуанета, значи знаете во француската буржовска револуција она настрада. Она своевремено го сретнала джелатот. И вака се стаписала. Значи, кога го видела, таа не го знаела кој е, што е, каков е тој. Она била кралица. И немало што да се плаши. Ама, по тој момент нешто и се случило. Дошло времето со француска буржуазка револуција, под гилотина заврши и Луј 16 и Марија Антуанета. Фактички, знаете кој го спуштил ножот преку гилотината? Истиот джелат кој го сретнала. Значи, гледате како ние добиваме знаци, енергија, вибрации. Значи, само треба да се опуштиме, некогаш некој нешто може да ги прочитаме. Астрологијата и експертите, астролозите, можат само да им помогнат на луѓето. Да ги лоцираат точките од претходниот живот. Кој се слави, кај е кармичкиот долг, што имаш да отплатиш, каде е трансгенерацијска траума, како се рефлектирала, кого нападнала, како е со децата, дали таму треба нешто да се случува, како да пристапиш, какво е здравјето, што е слабоста во здравјето, потоа какво е кариерата, во кој довен кариерата, какво ти е партнерството, дали да трчаш, дали каков брак, какви односи, какви партнери, какви состојби и менеджирање. Плюс насоки за иднината. Значи, гледате, првата основа, тоа Јунг што го работел, психолошка астрологија, таа е многу битна. Луѓето сакаат се да им биде напишано, нацртано и одма се они да седат вака и да им се случи судбината. Тоа не го нема. Готов рецепт. Па нема готов рецепт, бидејќи треба да се учествува во судбината. Че тоа е првата основа. Астрологот да ве подготви за нешта кои што може да следат или да ве упати како некои нешта да бидат избегнати. Зашто колку се подига свеста, тоа е во траумата, во трансгенерацијската траума. Се што е потиснато, се што е скриено под тепех, е тешко разрешливо. Тоа владее, работи, изместува. Се што е разговарано, се што е пренесено, веќе имаме шанса да го чистиме. Исто во астрологија. Ако ние видиме некои аспекти кои не се добри, ако ние го упатиме клиентот веќе добива шанси да го разреши тоа, да најде одредено решение, да се справи и да го избегне. Ако ништо не знае и оди, што се вели воганот, може да настрада. Така што астрологијата и тука буди високо ниво на свесност и го мотивира човекот како он самиот да ги лови рибите, а не да чека да му паднат во раце. Така, значи понекогаш и битно е да се осврнеме на интуицијата која што е одлика на третото око, а не секогаш во животот да одиме по рационалноста, рационалниот тип на животот.
Професор, исто така да сакам да ве прашам за Нострадамус, дека исто така тој најавува и доаѓање на третиот антихрист на светот, можеби баш некаде овој период, и дали можеби веќе е дојден и одреден број на политичари, светски лидери, можеби ги одразуваат тие карактеристики на некој така негативен антихрист. Да, само да се надоврзам со претходното, убаво ми отворивте една размисла. Значи, третото око, тоа е многу битно да биде отворено, интуитивноста, проникнувањето, сознавањето. Но на третото епифизата ке епифизата. Да не одиме превисоко, ама кај епифизата. Значи, духовното ниво. Замислете вие тој енергетски центар, ако ви развием. Тогаш е директно под Божја заштита. Тогаш може да има разни аспекти, може да има непријатности, може да има војна, може да има епидемија, може да има страдање, може да има корона, но имате заштита. И тогаш звездите не влијат, вие сте под директна Божја заштита. Зашто? И заради заслуга или зашто Бог ве избрал. Па тоа го имало кај наши светители, го имало тоа кои што кај не се соочувале со опасни животни, со ред аспекти, гладиаторски арени. Тоа е своевремено христијанските мисионери ги фрлале таму тие што се вели неуките во гладиаторски арени. Но ги спасувало нешто. Доаѓала Божјата промисла. И така натака. Значи, гледате како одиме напред со нашиот личен развој, развивајќи ги енергетските центри, доаѓаме до точката каде што сме во директна корелација со Божјата промисла. Она што Тесла го кажува, космичкото јадро. Космичкото јадро ти дава информации, како што да се поставиш и ти помага да ги надминеш проблемите. Сега во поглед на ова што го кажавте за Нострадамус. Да, точно е тоа дека постои антихрист во гледиштата на Нострадамус. И он има тоа укажано, а тоа го има и во Библијата. Во тие апокалиптични укажувања, ама асоциацијата е дека ние не можеме да знаеме кој и кога ќе се појави. Но тој работи преку некои алатки. Која е неговата алатка? Заклопување на народот. Манипулација по секаков начин. Страв. Пропагирање на алчноста, на ниските страсти. Војни, деградации, уништувања. Невредности, лаги и слични аспекти. Значи, сето тоа е манифестација на таа, би рекол, нечестива енергија, иако јас таму во книгата напишав и дадени се анализи кој би можел да биде третиот антихрист. Значи, претходно се сметаше може да е Хитлер, Сталин, Обама. Да, Наполеон го третира, ама тоа се некои согледби. Сега, прашањето е дали е пристигнат или ќе пристигне. Важно дека настапува, тој не мора да настапи директно како лик. Настапува како манифестација на нечестива енергија. И вие гледате, ние како свет, како општество, ние сме офатени со тие два поларитета. Од едната страна, светот на светлината, тоа и Заратустра, еден ирански пророк, го има кажувано, затоа пишувам во новата книга. Значи има пишувано на борбата помеѓу доброто и злото. Ахриман и Ахура Мазда, или Ормуст. И сега некои се деца на светлината, придонесуваат за доброто, создаваат вредности, даваат против тежа злото да не се наметне, има некои тотално ориентирани кон злото. Тие што се тотално ориентирани кон злото, тие се децата на сатанското, или тие се под власт на антихристот. И тој антихрист веројатно ќе настапува преку некој вид на символизам. Гледате сега разни символизми, има на техничко, на материјално, на егоистично и ред аспекти кои сакаат да го заматат умот на човекот. Прво да го убедат дека не постои Бог. Второ да му кажат дека нема што да верува во доброто, кога се е интерес. Трето да му кажат живее во перверзија, живее во ниски страсти, живее во хедонизам, живее во потрошувачко општество, живее во консумеризам, живее во конформизам и човекот да се приклони кон ниските вибрации, бидејќи нема бесмртност душа, нема Бог, нема добро, нема морална одговорност, нема Божи суд. И гледате тоа преку медиуми, преку разни алатки му се пропагира на човекот. Дали е тоа случајно? Гледате се држи во страв. Се држи во страв, демек војните само што не пристигнале. Се држи во страв преку пандемии кои ги продуцираат. Се држи во страв преку рецесија кои они повторно ја наметнуваат. И ред аспекти каде што навистина злото работи на еден начин. Но ние не мора тоа зло пак да го бареме само во еден лик. Тоа е систем. Системот на злото. Но од другата страна работи системот на доброто, системот на светлината, кој се бори против темнината. На крајот ќе победи светлината. Кои ќе бидат спасени? Избраните оние кои придонеле. Кој го кажува? Тоа и астрологијата. Преку што? Преку ерата на Водолија.
И затоа таму минимум 10 страни напишав за ера на Водолија, објаснив некои прашања, што беше кога беше ерата на бикот, ерата на златното теле, ерата на кравата во хиндуизмот, ерата на Египет на фараоните, што се случи со овенот, ерата на Мојсие, ерата на стадото поведено кон ветената земја, ерата на окото за око, зап за зап, нешто што и асоцира на овновска енергија, но и на монотеизам, ерата на рибата и на христијаните и на рибарите апостолите, ерата каде што рибата беше свет символ, ерата каде што само жртвата, љубовта, божественоста беше во преден план, ерата каде што мораше да се врти образот, бидејќи спасот е во небесното царство. Сега веќе тие нешто полека космички исчезнуваат. Доаѓа ера на Водолија. Ера на технологизација, на сателитизација, на нови состојби, на перверзија на духот од другата страна, но на две фреквенции. Едната оди нагоре, едната оди надоле. Има луѓе се повеќе и повеќе духовно се освестуваат, или одат посетуваат духовни лидери, или посетуваат духовно воздигнати личности. Не мора да значи дека се е во естаблишментот, не мора да значи се е онамо каде што превладува институцијата, туку духовно пробудени личности мотивираат поединци и групаци кои се бараат себе си на ниво на свеста. Тоа е ера на Водолија. Тоа се повеќе и повеќе ќе биде застапено и ќе видите како не само темнината која секојдневно ја гледаме, ќе почнува да има многу посилни блесоци на светлината. Така, професор, исто така сметам дека битно е да напоменеме како, бидејќи дека богомилите кои што потекнуваат од овие територии се еден вид на продолжение на таа филозофија на Ахура Мазда, на зороастризмот и дека тие го спојуваат исто така тој дуализам, топло, ладно, дење, мрак, добро, лошо и така натаму. Така. Тие биле за чисто евангелиско и тие се бореле за правда. Тие не сакале естаблишмент, не сакале институциите да превладуваат и некои така наречени избрани, кои завладееле и со материјалното, завладееле со поседи, биле близко до тие световните власти и така натака. Тие биле изворни, имале свои учења и нормално тоа некому не му се допаѓало и они се фактички едни од следбениците на идејата на манихејството. А манихејството и Манес, па и од претходно Заратустра, гледате, дојдовме до тоа што претходно го кажа. Борба на доброто со злото. Истото го кажувале богомилите. Со тоа што кажувале дека овој свет, ово обстојување, тука е водено од нечестивата енергија. Само преку душата ние можеме да се подигнеме, а не преку телото. И дека секој е, нели, должен преку светлина на духот, преку работењето на себе, па и преку еве вака согледувањето на тие астролошки поединости, да се себе надградува, себе усавршува. Така што и астрологијата, тоа е незината функција. Во наталната карта да се пронајде она што е добро. Добро за работа, добро за семејство. Кога е добро за работа, кога е добро за семејство. Какви се брачните односи, како да се надминат. Каков е односот кон себе си, како да се подигнеш. Че гледате, астрологијата цели кон афирмација. Помага на човекот, а не да седи, да биде замаен, некој друг да го води и да биде приклонет звездите да му бидат него, што се вели, доминантно влијателни. Тие ти влијат, но ти на основа на нивото на свеста, баре го тоа што е добро или преку астролог да ти укаже како да пристапиш, но воедно астрологијата го работи и полето на негативната енергија. И кажува каде е лошо, кога да не влезеш во некоја ситуација. Како да се заштитиш, кога е опасно. Кога да се дистанцираш, кога да мируваш. Што можеш да очекуваш, како да се надмине. Значи, тоа е она убаво вие ги спојавте, тоа е филозофијата на манихејството, на богомилството, на Заратустра и на ред други кои се асоцираат дека ние сме во светот на борбата помеѓу доброто и злото. Доброто и злото го има во нас. Секојдневно ние се соочуваме, дали со егото, дали со телесните страсти, дали со некоја неспокојство, дали со некој вид на неприфаќање, дали со некој вид на фрустрација, но воедно имаме и светлосна димензија на духот, придодадена од звездите, од планетите, па и од Бога, која треба ние да разбудиме со подигање на свесност. Тогаш и ние многу подобро ќе ја искористиме наталната карта и на некој начин ќе се развиваме како личност. Исто така напоменувате за влијанието на звездите врз животот на некои познати личности кои што оставиле позитивен белег во историјата, како принцезата Диана, Мерилин Монро, Џон Кенеди, Висент Ван Гог, но и се осврнувате врз некои негативни ликови во историјата како Хитлер, како Сталин, како Садам Хусеин и Наполеон.
Така е. Убаво се ја прочитале книгата, сте проникнале, така што и на вистина треба да се дадат анализи. Јас таму дадов една детална анализа на животот на принцесата Дијана, иако за незе претходно има пишувано, укажувано за некои потенцијално трагични настани, и тоа беше објавено во вестникот Вечер 1997 година. Така што убаво е да се прочита што било карактеристично кај незе, кај Мерилин Монро, каков живот, кои планети биле застапени, она родена во знакот на близнаци, познак во знакот на лав. Принцесата Дијана родена во знакот на рак. Џон Кенеди, близнаци со вага, па кај него зашто така се случило, трагичната ситуација односно убиството, какви планетарни влијанија, можело ли да се спречи, па овие диктатори беа анализирани, кои се тие аспекти кај нив што се карактеристични што ги направиле диктатори, зашто се ориентирале кон злото, па Винсент Ван Гог како овен во хороскоп, еден темпераментен лик, каде му бил излезот, како поминал животот, што се е соочил и така натака. Значи, добре е да се прочитаат и тие животни истории на некои славни личности, за да дојдеме до некои аспекти кои што и нам ќе ни видат од добивка. Бидејќи, знаете, ние луѓето страдаме заради блажено незнаење или заради лошо програмирање. Не програмираат со шунт, не програмираат со политика која ништо не решава, само оди кон дното. Не програмираат со не знам какви се серии. И ред аспекти кои што не може да го подигнат духот на човекот. Ние треба почнеме да се програмираме, еве, почетно да земеме да го проучиме нашиот зодијачки знак. Зашто сте овен? Дали треба да имате енергија, темперамент, страст во животот? Зашто сте рак? Што е тоа сентименталност? Што ве изместува? Зашто сте јарец? Треба да сте поупорни, настојчиви, треба да сте подсврсти, дека има време, ќе дојдат успесите, можеби кај јарецот не толку брзо. Зашто сте шкорпија? Па отровот кон себе ли оди кон другиот? Како се справуваш? Какви ти се мислите? Дали имаш нешто мрачно во себе си кој треба да го рачистиш? Од кај ти е стравот? Што се случува со стравот? Па зашто девица? Кои се тие стравови во поглед на здравјето? На немаштијата, на кризата, на преголемата анализа, на неопуштеноста, на преоптоварувањето или на некоја логика, на психолошка дарба, на некоја добра организираност, на една добра методичност? Или зашто си лав? Како да се храниш себе си со една сила, со оптимизам, со верба, со стремеш да успееш. Значи, гледате, лавот е неслучајно лав, треба да биде вистински лав. Девицата има работи кои треба да се справи. Рибата која има жртвенички ориентири треба да најде начин да не биде под удар на другите, да се себе заштити, да не идеализира. Водолија да оди кон иднина, да се најде себе си, да се гради себе си, да биде оригинална, да биде прогресивна, да не биде под удар на надворешни фактори, некои други луѓе да не се инволвираат. Ете астрологијата, значи ги дава прашањата. Човекот одлучува да се надградува или се затупува. Значи астрологијата е една од областите која дефинитивно мора да биде проучувана. И не толку како, еве, да речам, како научна дисциплина, па сега ние се да знаеме, што е многу тешка човек да проникне професионално, и некои што може да се нарешат астролози, прашање колку се астролози. Че таа е една сериозна област, која што само исклучително подигнати ликови може да работат, бидејќи се друго може да биде на штета на клиент. Може да му даде лоша сугестија, може да му наметне нешто што всушност нема да се случи, а овој да го умисли дека ќе следи, па да си направи еден дисбаланс во духот, ако си направи во духот, ќе си го повика тоа лошото и така натака. Значи, мора сериозно да се работи, професионално, одговорно, со етички предзнак, но и самиот човек треба да си ги проучи зодијачкиот знак, подзнак, месечина како за почеток. Зашто месечината владае со емоциите, со чувствата. Така што еве, не знам колку имаше простор, ама можеби за некои планети да ви раскажам, Сатурн што значи каде, во кое поле, или сето тоа може да го ставиме за некоја наредна емисија. Може да оставиме за наредна емисија, да им даде простор. Исто така би ве поставил прашање, во книгата наведувате каков председател премиер бил потребен на Македонија. Да, големо прашање, битно прашање, таму детално тоа го анализирав. Според нели Македонија кога е создадена независноста и ние си имаме натална карта, според тоа Македонија е девица со познак бик. Со месечина во девица, со родена на време на млада месечина. Со Марс во лав, нападнат од Уран. И сето тоа дава специфик. И дадена една целосна астролошка анализа на Македонија во книгата, но и како председател премиер ни е потребен. Зашто Македонија на поле на водачи го има Сатурн. А онаму кај што паѓа Сатурн е најтешко, најпроблематично. И испадна Македонија се страда од неефикасни лидери водачи, кои не знаат како да се снајдат. Прашање со самите себе си, а камо ли да водат систем или држава.
и тоа дава една насока како и што е неопходно за да некој успее во својата, би рекол, претседателска премиерска функција, или еве самиот народ да знае што му е потребен за да утре може да ита кон некоја подобра состојба, не би рекол благосостојба. Така, тоа беше, драги гледачи, презентација на 12-тата книга поред на професорот доктор Зоран Крстевски, Астролошки записи. Ви благодарам за гледањето и учеството.